Откако премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров пред неговата неодамнешна посета на официјална Атина создадоа атмосфера во јавноста дека постои можност Република Македонија за брзо време да добие покана за членство во НАТО и отварање поглавја за Европската унија со привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Креираа впечаток дека постои позитивен амбиент со Грција за конечно отстранување на ветото ставено во 2008-та, пишува Република. Според информациите на порталот, Димитров пред посетата на Атина кај повеќе представници на меѓународната заедница истакнал дека тој ќе го деблокира процесот за зачленување на Македонија во Европската унија и НАТО со тоа што ќе ги шармирал грците. Но ваквиот план очигледно не успеал кај грчките представници, пишува Република, а на неговото барање за деблокада на процесите, грчките представници и Никос Кодзијас му одговориле дека неприфатливо е Република Македонија да добие покана за НАТО и да отпочне преговори со Европската унија со референцата, а претходно мора да се промени името, идентитетот и јазикот. Дел од точките на одговорот од грците, пишува Република, било новото име освен во пасошите да стои и во личните карти, да се промени уставот и името во него, собранието да донесе одлука за името, а опозицијата да го поддржи решението. Од Димитров меѓу другото било побарано да се отстранат сите антички споменици во Македонија, пишува Република. Според информациите на порталот, од тогаш никој во владата на Заев не збори за брзо решение на името, а фокусот е да се тргне лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од челната позиција во партијата или да се уапси. Прашањето е оставено за решавање по локалните избори или следната година, со надеж дека дотогаш ќе се елиминира Груевски или со негово апсење, или на локалните избори со користење на сите средства и инструменти ќе се порази ВМРО-ДПМН и со тоа сегашниот лидер ќе биде сменет и ќе се отвори простор за промена на името, пишува Република.